Општина Куманово бара од надлежното министерство да ги зголеми блок дотациите за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес оваа учебна година. Градоначалникот Максим Димитриевски посочува дека основните и средните училишта имаат сериозни проблеми во делот на користењето на енергенсите, а општината нема доволно средства да ги плати основните трошоци за нормално функционирање на образованието заради намалените блок дотации од државата. Во блок дотациите недостасуваат некаде околу нешто под 40 милиони денари за да се заврши школската година, што значи дека буџетот на општина Куманово нема доволно средства за да ги плати основните трошоци за функционирање на воспитно-образовниот процес. Тоа ни е делегирана надлежност од страна на граѓани, од страна на државата. Веќе разговарав со ресорниот министер и телефонски, а му упатив и писмо со кое што барам да се зголемат блок дотациите за да се покрие овој трошок, како не би имало потреба општина Куманово да вади од сопствените буџетски средства пари кои што се наменети за изградба на улици, патишта и друга инфраструктура и да ги трансферира кон училиштата како би можеле да го одржиме воспитно-образовниот процес. До овој момент немам одговор. Верувам дека овој проблем го имаат и останатите општини во државата и обврска на државата е всушност да обезбеди средства за да може да се финансира воспитно-образовниот процес. Говорејќи за образованието, Димитриевски го спомна и предлогот од советничката група на СДСМ доставен до Советот за финансиска поддршка на првачињата од општина Куманово. Според градоначалникот, предлогот бил популистички. Имаше, ако се сеќавате на последната седница на Советот, некои популистички предлози да се издвојат средства од буџетот за да се даваат за првачиња некаде околу 3000 денари. Мислам, тоа е чист популизам. Државата е должна и партиите кои што ја владеат државата да обезбедат средства за непречено функционирање на воспитно-образовниот процес, почнувајќи од обезбедување на книги за децата кои што не ги обезбедија и сите останати услуги. Но како и да е, ние како општина оделуваме сериозни сопствени средства кои што ги вложуваме во делна реконструкција на постоечките училишта и капитални инвестиции во самите училишта, и тоа го докажаваме во изминатите 3 години со изградба и реконструкција на голем број на постоечки училишта и дополнително со изградба на нови спортски терени во училиштата. Гимназијата Гоце Делчев, средното училиште Перо Наков, основното училиште Карпош во село Уминдол, подрачниот објект на основното училиште Кочо Рацин во Билјановце се само дел од реконструираните училишта со средства од општина Куманово.